Патувајќи низ поречијата, поточно речено низ Долно Порече, во правец на поранешната општина Самоков, со намера да направам нова репортажа за овој регион, безброј пати во преслед ми доаѓале сообраќајните патокази село Девич, село Локвица, село Драговдол, а посебно во очи, така да речам, ми идеше написот на сообраќајниот знак на кој пишуваше село Сушица, село Томино село, село Горни и Долни Манастирец, а посебно написот село Зркле. Иако со години крстарам низ Поречијево, така да речам, никако не му доаѓаше редот на ова село да направам и за него документарен запис. Една стара народна поговорка вели: некога сакаме ние, туку кога Господ ќе го каже тоа. И навистина така и бидна. Едно топло летно утро на самиот почеток на летото, кое според Григоријанскиот календар започнува секоја година на 21 јули, кога бев по нови записи во Прилепско, во селото Пашинаровци, и откако завршив со снимањето и додека чекав на железничката станица во Прилеп со вечерниот воз за Скопје да се вратам за Скопје, кој според возниот ред од железничката станица Прилеп за Скопје тргнува во 19 часот и 32 минути, а речиси 60 на минути бев порано дојден, решив малку да поодморам, што се вели, и да си ја оладам душава со надалеку познатата Прилепска оранжада, кое се уште може да се најде во Малското гранапче, кое се наоѓаше во непосредна близина на Прилепската железничка станица, и додека го чекав меанџијата да ми ја донесе оранжадата, спроти мене ми прииде едно момче кое беше речиси на моја возраст и откако ме праша дали има слободно место да седне и тој, затоа што гранапчето беше преполно со гости, и откако му одговори дека може, како не може, затоа што спроти мене имаше уште едно празно столче, и откако по оној стар обичај си се поздравивме како за добре дојде, а и тој си порача една ладна оранжада, и додека двајчета си ги чекавме порачаните оранжади да не ги донесе меанџијата, си се разврзавме со мобетот на долго и на широко кој сме, што сме, од каде сме, и откако му кажа кој сум, што сум, од кај сум, кај сум бил и на кај ќе одам, и така со возбуден глас ме праша: ти си бе, Зоране, од каде ме машна душо ветрот те донесе наваму? Туку ете добро е што ветрот и мене овде ме донесе во Гранапчево, ете вака јас во живо да те видам и да си помоабетам со тебе. Туку арно што се најдовме овде во Гранапчево, јас нешто да те запрашам. Кога ќе дојдеш во мојано поречко село Зркле, да направиш некое кадро и за моево село, да видат сите какво село е моево Зркле? За мене нема проблем. Кога ќе речеш, тогаш му реков. Дали можеш да дојдеш за водици? Тога ќе биде сето село дојдено, воедно сакам да му го исполнам аманетот на мојот татко, кој пред да замине кај Бога имаше голема желба да те види во живо, што се вели. Нема проблем, му реков. И така тојде сум, така да речам, малку послободен. Откако си ги разменивме телефонските броеви, на одење ми довикна: туку уште нешто да ти кажам, запиши, јас се викам Тони. Јас ќе им кажам на сите мои соселани да знаат и те чекаме да си знаеш, ми рече. И навистина така и бидна. На сам ден пред Богојавление, рано во жутрината, во зорите, заедно со мојот пријател Димче Колјуковски, родом од Прилепското село Вранче, од Прилеп, преку Барбарас, тргнавме напад во правец на поречкото село Зркле. Времето беше вистинско зимско, студено, ветро, патот чист, снегот што туку го имаше забелено хоризонтот, кој не опружуваше околу нас, додека возевме по патната делница Прилеп, Барбарас, Македонски Брод, Крстосница, Брод Самоков, село Девич, село Локвица, село Драговдол, мотел Издвор до Зркле, попатно застанувајќи на неколку места, меѓу кое местото викано Девини кули и пештерата Пешна, малко да одмориме и да се насладуваме од колоритната снежна убавина што и го дарила природата на овој крај. Почитувани мои,
предлагам дел од оваа колоритна убавина да проследите вие во продолжение на оваа репортажа. По краткиот одмор го продолживме патот и по речиси 2 сати лагана војна, како што умеат да кажат мештаните од селото Зркле, стаснавме в село, каде што пред самиот влез во селото не пречека преостанатите 10 населани од Долно Зркле, меѓу кои и мојот домаќин Тони, каде што на шега ми рече: Зоране, навистина си бил човек од збор, како што и се договоривме пред половина година, кога се сретнавме во Гранапчето во Прилеп. Како нема да дојдам? Грев, че имам пред Бога, а Бога ми и пред покојниот твој татко, заедно со твоиве соселани, да му го исполниме неговиот аманет, кој ти го оставил, иако сега не е меѓу нас, ама сигурно некаде од небесата ќе не гледа и ќе се радува, но не само да направам репортажа како твоите соселани, како во минатото, така и денеска ги празнуваат водици, туку и многуте приказни што ќе ми ги раскажат твоите соселани за историјатот на вашево село, да ги преточам во овој документарен запис, му одговорив. Нека е денот за многу години. За многу години да е. Јас сум Зоран од продукција Марио Филм. Ете денот во селото Долно Зркле за водици да направиме една репортажа. Како ти е името? Јас сум Тони Видески, роден во Долно Зркле, живеам во Прилеп, годинашен кум за водици во селото. Нека ти е којто? За многу години. Фамилија твоја? Јас сум супругата Ирена Видеска. Нека е денот за многу години. Фала многу, добро Денот ти дојдовте. се викаш? Јована? Јована. Така. Таа ми е чарката следна, тој ми Браво, е чичкото. Здраво, живо, добро ми дојдовте во Добро да најдов. Зркле. Ете ти си еден од најстарите Па, мештари. скоро сме најстарите, да. Ќе ми растеш многу приказни за селово. Што знаем, не ќе кажеме нешто. Така, така. Оти јас сум чичко на Божикова. Така. Почитувани мои, дојдов овдека во Поречието. Дојдов овдека во Горно Порече, во селото Долно Зркле, да направиме една репортажа за водици, како овдека мештаните од селото Зркле пред многу години го славеле оваа слава. Но не само славата, туку да ми раскажат многу приказни за нивното родно село, селото Зркле. Одиме заедно? Одиме. Ајде ви, Ајде. Продукцијата Марио Филм е горда што едно пред половина година, некаде околу Довденот, во Прилеп се најдовме и каде што Тони ти не покани да дојдеме да направиме една репортажа за старите адити и обичаи не само во селото Долно Зркле и туку во цело Горно Поречие. Ајде, овде ми кажеш, што беше мотивацијата да бидеш ти домаќин ова година? Па јас, домаќин, си ја продолжувам традицијата од постарите, од татко, дедо, прадедо. За жал, татко ми не е меѓу нас, по желба него бевте поканети вие, да се снима традицијата во Порече, да се види и да остани по нас, фамилијата моја, внуки, правнуки, да си ја продолжат и да си одржуваме како што одржувале и доса нашите предци. Како се вика твојот татко? Татко ми се вика Василија, Така? веќе е почина тебе скоро 3 години и голема желба му беше да присуствувате и јас сакам да му исполнам желбата и затоа бевте вие повикани да се снима за водици
да ги видат луѓето надвори од Македонија, нашите адети овде во Порече, како се одржуваме традицијата. За жал во другите села веќе е во изумирање таа традиција, али ние дур можеме че се одржуваме традицијата. Сега, дека го водиме овој разговор. Ете го тука е пак Мурго, со планинецот, отиде да види кои други гости овој ќе дојдат и да ти кажат дека доаѓаат овој гостите. Како се вика ово место овде кај сега пред близо на селово? Ова место се вика овде, па еве пред селово Лагоите, така го викаме Лагот. Така. Бидејќи ова сето било во времето нива, се работело, али 62 година поплава имало во селово и така од тогаш е ова настанато вака соре и после засадено, надено. Тука на она место имаше казан, кој што се вареше ракија, кој ќе се колеа прасината, се колеа тука од цело село. Ракија се вареше, цело село тука се вареше. Ова сето беше вака обработливо земјиште, како дете јас се сеќавам. Имам и работено тука, помагано како мал. Исто ова вака обработливо. Па таа е, тука имаше и некои стари куќи кои што сега веќе нема ни камен од нив, сето е распаднато. Јас сум Ирена Видеска, Така. сопруга на Тони. Родом? Јас сум роден од Мариово. Татко ми е по потекло од Бешиште, мајка ми од Подмол. Охо! Мариово! Порече. Значи вака едно. Ете и мојата сопруга е од Мариово, од селото Дуње. Ајде да ми кажете како овој ви излага до мајчинов од убавото Мариово во живописното Порече. Во убавото Порече. Па како ме излага? И обратно. Не бевме сепак деца, тогаш не се прашувавме кој од кај, сепак љубовта беше пред тоа. Кога дојде овдека? Кога дојдов, бев многу воодушевена од природава, од пречеко на селаниве, тие се сите добронамерни. Рековте Многу сакаа гости. Рековте од селото? Од Бешиште. Бешиште. Да. Таму горе има Пантелеј, манастирот. Да. Кој е побаво село, Бешиште или? Секоја природа си е уба, али сепак јас таму имам помалку одено. Од кој фамилија? Растена сум во Прилеп, така, Од кој фамилија си од Бешиште? од Манчевци. Од Манчевци. Да. Има таму ли од твојата фамилија? Уште? Па, баба ми, дедо ми седеа таму до последно, дори можеа, чуваја овци. Како се вика? Петре, дедо ми, баба ми стана. Така. Дури можеа, чуваја овци, тие се занимаваа со сточарство, овчарство. Сега веќе се умрени, таму се погребани. Кога последен пат си била во? Последен пат, кога погребувавме баба ми, тоа е неколку години. Кога отиде прв пат пред едно 30 кусур години во Бешиште? Што си рече? Рај? Овој во Мариово? Или ајде? Како кај мене, ја кога се женев ми ветија во Дуње, а ве таму е Чучук Митра, таму е убаво. Кога отидов таму, кога видов и мојата сопруга ми го попречи патот и кога се бенисевне ми рече дедото, наше адете, ако те пресади девојката ќе те земи. Па добро, и јас прв пат кога појдов со сопругава, со татко и со мајка и дедото, бабата да речам, сепак, знаеш, прв пат одиш, кој ќе се запознаеш, се иди поинтересно, али како родниот крај, не може нигде да ти види поинтересно од кај што си роден и кај што си растен. Како? Сепак уба природа и таму, али... Како ти дадо, бегалка или цубово? Па, бегалка, помодерно малце. Зошто бегалка? Па уште учеше тогаш, 4-та година беше. Дори едно би рекол вака едно, ти млад, убав, таа млада убава, но сепак си зеле бегалка од ти Марио се вика вака едно. Ние не ги даваме нашите моми додат оќе во полето. Така? Така. Да. Сега ова едно да ве прашам. Колку Господ чела да ви даде? Па ние имаме 3 черки, што би рекле стари, ми се погодија. Првото девојче, второто женско, третото чупе. Колку имаш? Најстарата черка ми е мажена, Така. имам 2 внуки. Како се викаат? Постарата внука се вика Јована,
Така. по-малата внука Евгенија. Да Кој- ви се здрави и живи, Кој ти е помила првото или? исто, како едното, така другото. Сите прсти исто го. Сите прсти исто воло. Кога се радаш повеќе, кога се до тебе или кој ќе се заминат? Па кој ќе се до мене појче, кој ќе се замина, мислата ти е кај нив. Сега помодерно со мобилни, знаете и вие сами децава мали, телефонов в раце се слушаш, најмалце по 10 пати во денот ќе се слушниш. Твоите черки повеќе се Маријовки или се Полјанки? Ето ќе ги прашате Еве не. ја, прашајте ја. Тие се чувствува Инглезер вика 50-50. повеќе поречанки. Твоето име презиме? Јас сум Натали Видеска, Така. черка на Тони Видески И на? и на Ирена Видески. Така. Живееш? Живеам во Прилеп, Каде учиш? во гимназија Мирчејацев, Која година си? 4. Четврта година. Кој оддел? Која насока? Обшествен. Си била ли во Бешиште? Не, Не. не. А овде во Долно Цркли доаѓаш? Често. Па доаѓам да. Ајде еден ден, да не си до Бешиште. Секако. Секако. Оти, знаете што? Ви Да знае кажам. кај се корените од Така. мајката. Еве се овде кај селото Зркли. Што е тоа убавото? Што те влечи да дојдеш кај татко ти? Па најпрво природа, чист воздух. И кој ќе си поиш во Прилеп на твоите врсници, што им говориш? Па ги поканувам да дојде и тие некогаш заедно овде да поседиме. Летно време е рај. Да. Летно време се е разеленато. Некош овој со татко ти, со мајка ти, сте направиле овој, така да речеме, на разговор, кое место е побово, Маријово, Бешиште или пак да речеме Зркли? Сте направиле мојот? Да. И што ви вели таја? Па дека појчето пубо е во Зркли. Зркле. А вас се вели Полчиште, овој Бешиште. Зркле, дефинитивно природата е подобра. Покрај рекава, пато е блиску, асфалт. Има повеќе услови, има продавници во Самоков, храна во секое време. Тоа е предност. Маријово има 35 села, Ovo Доње е празно, Кокре, Кален, много е испразнето, како Крушејца. се празни, нема народ не се враќа назад, а овде како што ќе видите и нови којчи се празна, че младите си го одржува, сака да се врата. тука вака едно. Ајде да продолжиме. Ајде. Ајде. Кога одиме по нашите села македонски, кој ќе видиме нашите села по да кажано заборавени и кој ќе влеземе во селата, прво ќе напечакаат градините и бавчите. Што е ова овде? Ова е бавча, ова е вратата од смрекова дрво изработена за влез. Ова е заградено со лесково дрво. Тука си обработуваме, си садиме пипер, кажано патлижан по македонски, за да имаме преку летото, преку зимата. Тука имам погоре уште една бавча. Ова е мала река, која што се влива во Треска, па мислам дека, докај што имам одено, мислам дека е една од најчистите и најубавите реки во Поречијата и околијата на Поречи. Овдека пред 30 години кога поминував имаше дрвен мост. Пред 30 години мостот беше дрвен,
Па така беше и ризик, веќе тој беше стар мост, правен уште од турско време. И самите селани и ние како деца се турна тој мост со собствени придонеси, со слога од селото го изградивме овој бетонски мост, направен за да можат и поголеми возила да влегуваат во селото, приведејќи селаните што се иселени од селово за зимскиот период си берат дрва, си носат и така беше ризик тој дрвен мост да постои уште, ги изградивме овој бетонски. Имаше ли име мостов? Може да има, јас како дете не се сеќавам и немам слушнато од постари. Туку, вака едно ми рекол, како е виканото место овдека? Виканото место овде се вика, го викаат кај глад. Така. Колку викени места има овдека селово? Па имаме Костеноец, Лазие, Темничиште, што ги знам јас како дете. Има повеќе имена, имаме Петрова река, таму веќе ни се најдуваат и костените, пошто Порече е прочуено по тие костени. Еве, ова е мојата последна средна черка, кој што е член на културното друштво Мирче Ацев од Прилеп и се гордеам што е член во прва постава. Најмалата черка оди веќе 2 години и таа ја запишавме и внуката од постарата черка ја запишавме. Исто сакам да продолжам како татко ми кога имаше мојава черка 5 години, ја запише играорна. Тој ја носеше со точак играорна и еве скоро 13 години е играорец. Од фамилијата наша не се сеќавам јас да сме имале така некои професионални, да речеме, играорци, али татко ми, мајка ми, чичко ми и другите чичковци сепак си ги знаат, да речеме, сите поречки ора, сите поречки песни, по кои неколку песни сме прочуени за поречијава. И многу ми е мило што и моите деца ја продолжуваат. Јас не сум некој играорец, сопругата игра и мариовски и поречки. Еве овде, во моево село, многу ми е кеф што почнуваат со нови градби, така селото ќе си остани живо. Тоа е од старите машини Фичо, кој што е собственик продавачот, што работеше во Самоков во продавницата Напредок. Тука има неговиот син друга кола, има косачка, еве и сами може да видите, бочва кој што нашите родители, дедовци во времето имале и помалце лозје си саделе, си турале вино. Отприлика колку собира ова бочва? Па отприлика ова преку 500 кила Лежано вино, вино, со прасе заклано, со прасенце, теленце, со колбаси. колбаси, Так. домашно суво месо пушено. Еве тој си е жител од селово, кој што живее во Македонски Брод. Неговиот син почнува да си реновира, да си гради. Значи сепак планира и неговиот син да си се врати во родното место. Тука еве имаме, тие се иселени во Тетово, си гради и тој. Како му е името? Тој се вика Бране, Од која фамилија е? фамилијата му е од Врчакова фамилија беше Златески. Така. Таа кујче е иселени се во Кичево, тие се од Јовановска фамилија. Ова плевна овде. Уште еве покрај новите градби, постои стара архитектура, тоа е племна, кој во времето кога било живо селово, чувале стока, тука го складирале
Сеното за зимскиот период имаат со што да ја ранат стоката. Долу се чувало крави, прасина, горниот дел го чувале сеното, има и амбари кај што ја чувале и житото. Еве, и може да видите селска градба од стари мајстори. Ова е дите преку 80 сантими, изработен камен, изработен како клесан камен. Зидовите се ваков денешен мајстор не може да се најде со ваков камен што би изградил. Она куќа е преку 100 и кусур години таму. Овие така се скали, така? Овие се скали и... Ама пак сепак е жално, вака катанец на секоја втора куќа, привнечи луѓето се иселени, нема кој да се врати, постарите се изумрени, еве и сами видите какви скали се изработени, ницименто, ни арматура, ништо, сето од камен изградено. Еве може и сами да видите турска керамика, стара куќа и таа покриена. Таа куќа јас се сеќавам како деца, тука и водици ги имаат чекано луѓето, сега е веќе распадната. Од која фамилија? Да не ми замерат, ова куќа, мислам дека ги вика фамилијата Митиовци. Ти се радува ли душата или ти плачи што ова куќа, чардаклија, што гледаме? Значи, е направена со чардаци, со одаи горе кај што ги чекале гостите, долу бил добитокот. Овдека на времето имало тешки порти, они стари, овдека ги имале овие џидови. Ти плачи душата или ти се радува? Па појчето ми плачи, отколку душата, пребедејќи ова е сето во распајање и распаднато. Јас како дете се сеќавам, овие беа големи ѕидови, кои што преку нив и на нив седевме како деца, сме скокале од нив. Ова куќа се сеќавам на луѓето што живеа, тие си живеа горе, долу му беше стоката. Исто еве и ова куќа овде, еве го уште овај ѕид постои, али и тој е во распајање, така да нема кој да го држава се овој ѕид и нема таков мајстор што може овој ЗИД повторно да го изгради. Еве можете и самите да видите. Селска порта, влез за во куќата. Овие, народски кажано, ова ограда е со тараби. Од кое дрво е ова? Ова е изработено од костен. Од костен. Колку отприлика, вака, по твоја процека, колку е старо ова? Од кој е направено? Па јас имам 50 години, ова се сеќавам преку 40 години. Нема мајстор што овој камен може вака да го изработи. И тоа клесен камен. Клесен камен. И тоа го правеле со чеканчето? Со чеканчето. Летото. Ги носеле од горе, по моје сознание, од баба, дедо, прадедо што ми кажувале, ги носеле со воловска кола, ги изработувале на лице место горе таму, носени се овде. Ѕидовите се преку 60 сантими од кујчите, сето од камен, кал и еве го и ден денеска си стојат, али кога нема човек во куќата, самата од себе Што нема од да чади? Да чади, самата од себе си се распаѓа. Овде имаме едно прозорче. Кој што долу го чувале добитокот. Така. Прозорче изработено сето од дрво. Ова е корито изработено од дрво, сето со раце. Немало тогаш машини за изработка, сето со секирчина, со тесли изработено во кој што му турале вода, храна на добитокот. И вистина биле мајстори,
ти ова карпа да ја изработиш, да ја искресаш. Вака и самата куќа гледате дека е изработена на самата карпа нагоре. Па и самите кујчи и племните биле покривани со вакви плочи. Ова е бунар. Така. Во селово, јас како дете се сеќавам, имаше 6-7 бунари. Од тие 6-7 бунари, скоро сите му пресуши водата. Ова беше стара куќа и од таа стара куќа беа тројца браќа и така од таа куќа е настанато и село. Таа беше сета падната пред 10 години. Селово се сложивме да го изчистиме и да направиме еден селски дом. Претежно да ни се најдите вака за водици, прибидејќи се збираме цело село за водици. Некој има услов да пречекат, некој нема и одлучивме да направиме селски дом. Са, кај ќе одиме? Сега ќе одиме по патов и до кај водениците нагоре. Таа воедно беше и воденица, а и ковачница беше. А другата воденица? Другата воденица е од Радомаровци. Така. Да, ќе видите и таа е распадната, сега распаднати се две. По колку товари жито се мереше? Па не бројно, не се знаеше колку. Значи, не само што се снабдуваше село Зркле, се снабдува и другите села, Рамне, од Лупште, од секдека иде. Дочере, одиме по градовите, на звончето ќе го дозвониме на домаќинот да излези. Одека во селото Долно Зркле, куќето, најверниот пријател на човекот ќе залее да му каже дека во двор му дошле гости. Бога ми така е. Така е, Бога ми. Така е. Како ти е името? Велјо се викам. Така. Презиме? Јовановски. Од кој фамилија си? Молим? Од кој фамилија? Фамилија Владевци. Така. Како ми живееш? Па живеам, тркаваме. Колку козички имаш? Ми се другарки. А? Како се викат? Имат имена? Ова ми е Брена, Така. ова е Риска, Така. а другата Бела. Така. За време турско имало фабрика, имало руда, се топело. 13-14 година заминал Турчино. Овдека имало ковачница, во Самоков рудата се топела, а тука е, баш тука на тоа место, тука, рудата е, како што била Калапи, е ковале, ковачница. Еден чекан бил 500 кила тежок. Море. Да. И тие чекани работеле со вода. Бука, со вално, и како едниот чекан се дигат, удират на железото на кова, го расковувале, од тога го носеле за Цариград. Ова, да. И ова место овдека живеле. Ова место му е дадено на некој си војвода Милосов, како поклон после Балканските војни. Како поклон му е дадено. А тој имал само една ќерка. Така. И тој зет му, и после тој оставил све. И зет му не могол. Тој го продал, го купил татко ми ова место. Одека си роден? Да. Како ти се викаше учител, Даскал? Првиот учител ми викаше, ова се викаше Трајан, Така. од Могилец. А вториот учител што највише ме тепал, пијаница беше, ама голем. Во него имаше и педагогија и психологија кој ќе беше трезен. А во Зркле учебне негде околу 50-60 деца. Почитувани мои, на мојот домаќин Тони, на шега му довикнаа: немој нашиот гостин да се го пушти да се замине од селово. Ние меѓувреме ќе им подвикнеме на другиве соседи во другиве мала да им кажеме дека вечерба во селово наше имаме голем гостин и дека сите ние ќе го чекаме пред вечер да ни дојде на слава, на засловот, да го запознаеме со нашите стари адети и обичаи кои се одржале до ден денешен во нашево село Заводици, кои траат 4 дена
и да им пренесеме дека тука со нас ќе остане за сето време на нашево празнување. Почитувани мои, како моите соселани го започнаа 4-дневното празнување на христијанскиот православен празник Водици, ќе имате можност да погледнете во наредната репортажа за селото Зркле.